И порано се среќававме во кампот кај средношколците во помали групи. Доаѓавме таму да носиме храна, донации, да дежураме во ноќните часови заради нивна безбедност. Не се мешавме досега во поголем број, затоа што имаме не само полна доверба, туку и воскит поради начинот на кој што децата сами ги водат преговорите. Меѓутоа, прозивките стана прегласни и од наставниците кои што бараа наша поддршка и од Министерството кое што се обидува да не етикетира нас, па и нашите деца преку нас. Исто така, директорката на ова училиште рече дека децата не ни биле безбедни на улица, никој не ги чувал. Од Министерството исто така се слушна глас и сметавме дека веќе во оваа напредна фаза на преговорите треба да се сретнеме. Спонтано веќе разговаравме за тоа, па излезе дека родителите од ова училиште веќе имаат закажано средства и се приклучија родители од други училишта. Зашто е принцип, кои се главните нејасноти? Гледам дека секој нешто прашува, очекува одговор. Значи, што е она за кој што најмногу не ги интересираат родителите? Средбата тупрва почнува. Ние сме сите возбудени, средбата почна, забележавте 15 на минути пред најавеното време. Сега само за да се информираме што се случува, значи кои се ставовите на нашите деца, што се случува во училиштата, дали некои од училиштата се закануваат или вршат притисоци или пак стојат во поддршка на децата и нивното право на протест. Се уште не можеме да ви кажеме ништо како заклучок, затоа што средбата допрва почнува. Дали постои страв дека може да изгубат и година? Па, да ви кажам најискрено, ние таа варијанта ја исклучуваме, бидејќи навистина нема никаква логика. Бројот на деца кои што ја бойкотираат наставата е прилично голем. Денеска не знам дали видовте и бројот на децата кои што се во самиот камп е поголем него од другите денови, бидејќи они се договорија бојкотот да го префрлат од училиштата во кампот. И тоа е веројатно никаква форма на притисок кон Министерството. Ништо не е исклучено, јас не сум правник, не ги познавам доволно тие законски можности да изгубат година, меѓутоа минаме изгледа сосема нелогично. Повеќе мината од тие ученици што се во кампот се одлични ученици. Значи ние веројатно би биле единствена држава во светот каде што одлични ученици беа повторувале година. Така да го исклучиме тоа, се надеваме дека ќе најдеме некој заеднички јазик и дека нема да дојдат до такви последици. Децата одлично ја водат својата борба. Досега ние не само што имаме во нив целосна доверба, туку и невосхитува начинот на кој што секогаш досега биле 3 чекори понапред од нас кога и сме сакале да ги посоветуваме нешто. Но сега веќе Министерството како да најави престанок на преговорите со незавршена работа. Децата рекоа дека не прифаќаат компромис, туку сакаат аргументите да се уважат, дека не е тоа предмет на пазарење, а нас веќе почнаа да не викаат на родителски состаноци во училиштата. И онака како што се среќававме во кампот за време на нашите ноќни дежурства или кога им носевме храна, решивме да се собереме во поголем број за да размениме информации, каква е состојбата, каков е ставот на родителите од различни училишта. Значи се уште е отворено, се уште се прашања во игра, одговори се уште немаме, но се надевам ќе ги имаме наскоро. А што мислите за сите тие прозивки, како од директорите, така и од Министерството? И за вас, значи за родителите? Јас не сум била дел од образовниот систем. Може Да. Наставничкиот пленум е формиран. Тој имаше и свој марш, има и свој блог на кој што јасно ги искажува аргументите што се идентични со аргументите на децата. Што се случува внатре во училиштата, дали наставниците трпат притисоци од министерствата и така натаму, не би можела да шпекулирам, но мислам дека е моментот на вистина да се уважат тие аргументи на децата. Да не се тера инаета дека тие рекле, а ние вака сме рекле, па сега ние ќе попуштиме до некаде, а тие нека попуштат до некаде, туку навистина да се работи за најдобриот интерес на децата. Ние уште одамна и со години од самиот почеток на екстерното тестирање увидовме голем број слабости. На наша срамота оди тоа што ние родителите не реагиравме, а чекавме децата да реагираат. Сега просто не можеме да не ги поддржиме нивните аргументи, не само затоа што се наши деца и би ги поддржале во секакво изразување на нивното мислење, туку едноставно во право се аргументите им држат.